Сепак се враќаме во Министерството на правда, а прилогот ќе почнеме да го емитуваме одново штом завршиме со министерката Десковска. Режија, вклучете во Министерството на правда. Суштинските разлики остана во делот на специјалното јавно обвинителство. Барањето кое што го доставија специјалното јавно обвинителство да биде дел од обвинителството за организиран криминал, а не посебно обвинителство, е прашање кое што реално не може да биде прифатено од причина што прво и во самата стратегија за реформи на правосудството, но и една од стратешките определби е дека специјалното јавно обвинителство треба да продолжи како обвинителство, значи, а не оделение во друго обвинителство. Понатаму, друга клучна разлика е разликата околу тоа судбината на овие истраги кои што се во тек од страна на специјалното јавно обвинителство, предистражни постапки и обвиненија кои што се покренати по 18 месеци од предавањето на материјалите. Значи, барањето кое што значи прекинување на овие постапки и потоа нивно, ако треба, или одново отпочнување, значи на некој начин губење на голем број докази, кои што би биле сериозни докази во постапките, на тој начин содржи нивниот предлог опасност од неуспешно завршување на многу постапки, а со тоа и амнестирање. Со оглед на тоа што на денешниот состанок не можевме да најдеме заеднички јазик околу овие прашања, им ги презентиравме нашите аргументи, зошто и која е целта всушност на носењето на законот, кои се стандардите по кои што ќе биде оценувана успешноста на овој закон да имплементира европски стандарди, да представува сериозна основа за борба против криминалот и корупцијата во нашата земја. Се договоривме да ги разгледаат уште еднаш аргументите кои што им беа дадени од наша страна, да ги преиспитаат ставовите, иако евентуално има одредени поместувања, да седнеме уште еднаш и да разговараме. Значи, договорот е до четврток да не бидат доставени во амандманска форма оние предлози на кои што инсистираат да бидат вклучени во Законот за јавно обвинителство, а потоа во петок да седнеме и да ги кажеме ставовите околу тие предлози. Имате ли прашања? Ви благодарам. Ете, имавте прилика да ги проследите двете обраќања на двете главни страни кои што преговараат за Законот за јавното обвинителство. Не беше тешко да се предпостави дека главниот камен на сопнување всушност ќе биде СЈО и судбината на СЈО. Слушнавме од министерката дека до четврток е рокот во кој што ќе треба да се дадат некакви предлози. Ако мене ме прашате од искуство, мислам дека тоа значи дека во наредниве 2-3 дена ќе се активира веројатно и меѓународната заедница да види дали може да дојде до приближување на ставовите, а потоа веројатно ќе се преиде на некакво градење на дветретинско мнозинство во собранието, ќе видиме кој се во него ќе влезе, кој ќе гласа за, кој ќе биде против. ЕДНТВ ќе остане блиско да ги следи и да ги коментира и да поканува гости кои што ќе ги објаснуваат сите овие позиции, бидејќи навистина се работи за суштествени реформи на кои што инсистира Европската унија, доколку навистина сакаме да продолжиме со нашиот пат за евроинтеграција. Јас извинувам за претходното кратење на прилогот на колегата Баневски. Јас ја молам режијата да тргнеме од почеток, да ги видиме тие 10 минути за едно од најстарите лекарски семејства во Македонија, тоа е семејството на професор Ставридис.